Добар ден, криптоентузијасти, ова е последното видео од неделниот распоред, кој што го имавме за оваа недела. Тоа е iBubble. Верувам дека е доста битно видео, посебно затоа што ова е исклучиво битно кога станува збор за нова технологија и како истата во одредени моменти води до ваков тип на bubble периоди, или така наречено меур на македонски, само некако ми нема логика да го користам македонскиот израз. Како и да е, значи, ќе работиме на тоа да видиме што се случува во целиот овој сектор, дали истиот е во моментален бабл и дали има опасност од колабирање, корекција, што моментално може да се случи во овој сектор. Така да, конкретно имаме два дела кои што ќе го работиме. Првиот е бабл од структурна, би рекол, структурен аспект, да видиме каква е структурата на AI секторот и дали истата би можела да доведе до бабл, а вториот е нормално во однос на економскиот дел, дали моментално економските вредности, како на акциите и моменталната состојба може да доведат до бабл. Со тоа што нормално ова е специјалното видео за оваа недела, додека за следната според вашите гласови, моментално ги имаме следните победници, меѓу кои прво четврток лайвстрим ќе ни биде макроекономија и крипто, нормално со би рекол убедливо водство во однос на геополитика и крипто, како лайвстрим нормално со Гоце, негде околу 10 часот навечер. Во сабота ќе имаме лов на врв, исто така според трите опции кои што ги дававме моментално, и недела останува исто така според трите од повеќе од 12 теми кои што моментално ги имаме. Значи дававме три кои што мислиме дека се најбитни за обработка, значи според вашите гласови ќе обработиме што се тоа prediction markets. Со тоа што имаме како изгледа моментално распоредот за следната недела, како што веќе кажавме, се случува во одредени моменти, како во оваа ситуација со Alco Invest, едноставно немавме време да ги обработиме. Знаете дека на нашиот канал не обработуваме колку да се обработи материјал. Нормално дека обрнуваме соодветно внимание, па затоа и одлучивме истиот да го префрлиме за нареден вторник, за да можеме да направиме соодветно видео. Едноставно премногу материјал, а немам доволно време, некогаш мора вака да се работи. Како и да знаете дека на нашиот канал се што сме ветиле дефинитивно ќе добиете порано или подоцна. Во среда XYO Network наскоро очекувате да направиме гласање во кое што ќе бараме од заедницата, да ни каже дали и понатаму сакаа да се фокусираме само на нови коини и токени, кога станува збор за зголемување на алткоин, анализа плейлистата, истражување на коини и токени, така речена е самата листа, или пак сакаат, например, тоа да биде пола-пола. Во следните алткоин недели да се фокусираме два нови проекти и два стари проекти да добијат втор дел од истражувањето, да видиме до каде се моментално, дали напредуваат, кој е роудмап и така натаму. Така да очекувате дека наскоро ќе бараме да гласате за ова како предлог. Како што знаете и сами, поголемиот дел нашата програма е направена во однос на вашите гласови. Четврток имаме макроекономија и крипто. Мораме да продолжиме да следиме будно економијата, посебно сега во овој период кога е, би рекол, во доста непредвидлива состојба и не можеме да знаеме точно што понатаму во овој циклус. Дефинитивно мора да се обрне максимално внимание на макроекономската сцена. Сабота лов на врв, неделен лайвстрим, како што кажеме според вашите барања, и недела prediction markets, меѓу кои нормално двата најголеми моментално, тоа се Kalshi и Polymarket. Ќе видиме се што треба да знаеме за нив како сектор, а потоа нормално и како моменталната состојба, каде се наоѓаат и што се случува со овие компании, со тоа што мораме да разгледаме дали би ги вклучиле како посебна категорија. Знаете дека ние имаме различни категории на криптопроекти. Сега за сега, иако голем дел од овие, тоест овие две, да речем, гигантски компании, моментално голем дел од нивните предикции дозволуваат луѓето да ги реализираат преку кладење во крипто, значи тоа е една голема глобална кладилница, така речено. Ќе видиме дали би можело ова да се важи како една нова категорија на криптопроекти, затоа што и Polymarket и Kalshi самите по себе немаат своји коини и токени, така затоа и ќе треба тоа да го утврдиме, но дефинитивно во недела ќе добиете многу интересно видео за prediction markets, но дефинитивно не е толку добро како денешното видео. Значи, како што кажеме, денес ќе разговараме за iBubble и ќе објасниме што моментално според нас представува или не представува проблем и страф на пазарот во однос на овој сектор. Не заборавајте дека овој сектор моментално е екстремно популарен. Дел од причината поради која што ние немавме алткоин сезона, поради која што ние немавме толку добар раст во овој bull market како што очекуваме, е токму овој сектор. Да бидеме реални, голем дел од капиталот кој што очекувавме дека ќе дојде на криптопазарите
е буквално во овој сектор моментално поради неговата популарност на светско ниво. И тоа не зборуваме само во Америка, туку нормално и во останатите големи економии. Сега, прва работа која што треба да разбереме за AI секторот е како функционира. Односно, сакаме да го поделиме на неколку категории, тоа се 3 категории, меѓу кои првата категорија представува производителите, значи овдека спаѓаат дизајнерите и сега нормално кога станува збор за вештачка интелигенција, во најголема рака основниот продукт на вештачка интелигенција се овие чипови кои што ги произведуваат големите корпорации како Nvidia, AMD, Intel и така натаму. Што значи, овие чипови самите по себе представуваат основа на целата AI индустрија. Така. Сега, самите чипови кои што се произведуваат од овие најголеми корпорации, нормално, се дизајнирани и се произведени со во оваа ситуација така наречените WFE Semicap Companies. Ова се оние кога би станало компарација со злато, во времето на златната треска, оние кои што продавале копачи и лопати, направиле многу пари затоа што тоа се основни алатки со кои што вие влегувате во одредена сфера. Па така и овде, целиот овој сектор што го гледате спаѓа во таа прва категорија на производители, каде што производителите нема да можат да произведат чипови без да ги има луѓето кои што ги дизајнираат овие чипови и оние корпорации кои што работат на создавање на така речени алатки, машинерија, се што е потребно за да создадете еден чип, така. Втората категорија овдека е нормално оние кои што, значи како што кажавме, првите се нормално семикондуктор чиповите, најголемите корпорации кои што ги произведуваат, не се само они, затоа и го спомнавме овој дел, значи они се тие кои што го даваат последниот продукт. Имаме уште две засебни подкатегории, како што кажаме на дизајнери и производители на picks and shovels, како што нарекуваат по економијата, тоа се оние основни алатки кои што ви се потребни за производство на чипови и нормално на прво место се најголемите корпорации кои што ги произведуваат овие чипови во светот. Вторите се оние кои што ги купуваат овие чипови. Значи чиповите не се купени директно од крајните корисници, значи вие со чипот горе-доле и нема многу што може да направите како крајен корисник. Голем дел од ова нормално е купен од најголемите cloud провайдери. Значи ова се големи корпорации како Amazon, Microsoft, Google и останатите кои што ги гледате овдека, чија што работа е уствари да произведуваат cloud compute. Дали е тоа меморија или пак е директна процесирачка моќ кога станува збор за компјутерската наука. Значи можеме да видиме дека најголем дел од купувачите на овие продукти кои што се произведени, како што видовме, од Nvidia, TSM, ASML и така натаму, Intel, AMD, се уствари најголемите cloud processing, cloud computing провайдери. И сега, тоа е втората група која што е директно замешана во оваа структура на AI и нормално третата која што веќе сме, еве и овде исто може да ги видите во однос на нивната големина на компјутирачката моќ, значи колку се поголеми нормално толку поголем обем да речеме на нарачки имаат кога станува збор за Nvidia, најголем нормално Amazon, Microsoft потоа и одека доаѓаат Google, Oracle и така натаму. И нормално последните кои што се уствари end users, тоа се компании кои што ги користат овие cloud computing со цел да создадат одреден AI продукт. Нормално овде ќе има многу, ова се сите екстремно големи корпорации како Microsoft, како Google, како Meta, кои што се да речем најпознати кога станува збор за конкретни AI модели и да речем моментално се на прво место кога станува збор за напредок, за надпревар, во однос на тоа кој каков модел има, дали е BART, дали е ChatGPT и така натаму. Значи Microsoft, Google и Meta дефинитивно би ги ставил во топ 3 кои што моментално се направуваат во користење на оваа процесирачка моќ со цел да реализираат AI модели. Значи тоа се оние AI модели кои што на некој начин вие ги користите како end user преку овие големи корпорации. Тоа се трите сегменти кои што моментално се дел од оваа структура која што моментално практично предизвикува еден целосен сектор на AI. Сега зошто е тоа битно? Можеме да видиме дека големината на овие корпорации е екстремно голема. Така, значи станува збор за гиганти. Значи ова се најголемите корпорации во светот, зборувам единечни корпорации, IPO, Initial Public Offering акционерски друштва. Не зборуваме за Asset Under Management корпорации, значи ова се корпорации кои што имаат одредена цел, која што исполнуваат најчесто нормално поголемиот дел нив се технички компании.
Сега, ова е генерално да видите како прилика изгледа. Значи, маркет капот на најголемите корпорации кои што гледаме дека сите моментално се буквално во AI секторот на еден или друг начин замешани. Некои преку производство на чипови, другите преку компјутерачка моќ и директно користење на оваа компјутерачка моќ и така натаму. Значи дека сите се на некој начин овие најголеми корпорации во светот замешани на еден или на друг начин во овој сектор. Сега, кога станува збор за структурен проблем, значи ние нема да разговараме сега за конкретен бабл на цената, тоа ќе го оставиме за вториот дел. Сега ќе разговараме за меѓусебните односи на овие корпорации, кои што ствари е првиот, односно проблем број 1 на истите. Што овдека можеме да видиме? Можеме да видиме дека ова е на еден начин гледано од аспект на AI, OpenAI, значи ова е компанијата на Сем Олтман, ова е за сега водечката компанија кога станува збор за вештачка интелигенција како модел, конкретно преку нивниот ChatGPT, и можеме да видиме дека сите овие корпорации на еден или на друг начин се поврзани едни со други. Иако и Google и Microsoft имаат собствени модели за AI, можеме да видиме дека на еден или на друг начин во оваа циркуларна економија се конкретно поврзани. Што сакам да кажам со ова? Оваа шема што гледате овдека е уствари главниот страв дека ние потенцијално ќе имаме AI bubble. Зошто е тоа така? Во оваа ситуација што можеме да видиме? Можеме да видиме дека компаниите помеѓу себе, како AMD, како Oracle, Microsoft, OpenAI, Nvidia и овие помали што ги гледате овдека, помеѓу себе почнуваат да циркулираат капитал, ветување, како што може да видите овдека. Значи капитал, ветување за капитал, услуги, хардвер, софтвер, со тоа што на некој начин они буквално возможуваат циркулација на овој капитал помеѓу себе. Односно како тоа изгледа како пример. OpenAI моментално генерира соодветен софтвер кој што го понудува на крајните потрошувачи, во оваа ситуација секој кој што го користи ChatGPT. Така. Во исто време, заради тоа што имаме да речем зголемена потреба од ChatGPT и од користењето да речем на OpenAI, Nvidia сака да инвестира $100 милиарди во OpenAI, кој што подосна е на некој начин обврзан самиот OpenAI да ги искористи во однос на неговиот профит. Зашто? За повторно да нарача или чипови од Nvidia, или од AMD, или од Intel, и на некој начин во оваа ситуација како доаѓаат овие пари во AMD, кој што сега треба произведе чипови за OpenAI, истиот ги инвестира да речем во одредени компании кои што моментално представуваат Picks and Shovels, компании кои што произведуваат материјал и во оваа ситуација соодветна техника, машинерија за производство на чипови, и сега на некој начин ви имате постојано еден обилен круг на така речено циркулација на сето ова. Во исто време OpenAI како ги добија овие инвестиција пари од Nvidia, истите ги користи за што? За да инвестира во Oracle, односно треба да купи процесирачка моќ, затоа што OpenAI самиот по себе има софтвер, но нема процесирачка моќ. Истата ја купува и ја рента, така речено, големи корпорации. Oracle, за да може да произведе оваа количина на компјутерачка моќ, нормално мора да даде дел од овие пари на Nvidia, која што ќе му даде чипови за возврат. И сега на некој начин ви имате ситуација во која што овие три сегменти, каде што имаме производител на чипови, каде што имаме софтвер кој што ги користи овие чипови преку процесирачката моќ на корпорациите кои што произведуваат компјутерачка моќ, за да доведе крајен продукт на секојдневните луѓе. Автоматски ви имате магичен круг во кој што сите овие луѓе мораат капиталот како што се движи од една во друга рака, едноставно да се движи во овој затворен систем. И проблемот е што на тој начин они самите си ги инфлейтираат, значи они предизвикуваат фиктивен обрт на капитал, кој што е истиот капитал кој што постојано влегува и излегува од една во друга компанија. И еве конкретно Bloomberg, значи ова го представил прво во оваа скица, значи ова не е нешто што ние сме го измислиле, Bloomberg е најголемиот медиум кога станува збор за макроекономија. Значи многу едноставно ги поврзат сите овие работи, конкретно во однос на услуги, инвестиции и хардвер и софтвер, и потоа нормално ги подкрепил со соодветни наслови кои што доаѓаат директно од овие корпорации. Например, Nvidia и OpenAI се договараат за $100 милиарди инвестиција во OpenAI. OpenAI и Oracle подпишуваат договор за $300 милиарди инвестиција во Oracle. Nvidia и CoreWeave, значи Nvidia ќе купи $6.3 милиарди cloud сервиси од CoreWeave. Тоа е една помала компанија од оние кои што произведуваат, кои што пласираат процесирачка моќ. OpenAI и CoreWeave
заедно, значи OpenAI да му плати на Коровив 22,4 милиарди долари за неговите услуги нормална повторна процесирачка моќ. OpenAI и AMD дека заедно милиарди ќе инвестираат во AMD чипови, тоа е уште еден компетитор на Nvidia, но гледаме дека работат заедно. US и Intel знаеме дека Америка влезе 10% во компанијата, значи 10% од вкупната количина на акции е купена од самата влада моментално. Nvidia и Intel, Nvidia да инвестира 5 милиарди долари во co-development chips, значи каде што двете овие корпорации заедно ќе развиваат чипови, Мурика и Nvidia и така натаму, значи гледаме дека постојано имаме обрт на средства кои што се движат од една во друга компанија и го имаме ова циркуларно движење. Односно, како рековме, Nvidia инвестира 100 милиарди во OpenAI, кој што потоа користи овие пари за да купи Oracle сервиси на cloud computing, кој што пак ги користи исти овие пари да купи чипови од Nvidia за да може да произведе толку многу процесирачка моќ. Значи, на некој начин вие имате 100 милиарди кои што постојано вртат од еден во друг субјект. Односно, ова, многу едноставно представено, би било на овој начин. Ова е нешто што верувам дека на големиот дел луѓето им е познато, но би сакал да го видите како еден скеч. Значи, овдека многу добро се гледа која е маната во ваквиот систем. And speaking of money, how about the $20 you owe me? Oh, yeah? Well, I only got 10, so here's 10, I owe you 10. Thanks. Hey, Mo, you owe me 20. Well, here's 10, I'll owe you 10. You owe me 20. Here's 10, I owe you 10. Here's the 10 I owe you. Here's the 10 I owe you. Here's the 10 I owe you. Good, now we're all even. Значи, имаме ситуација во која што помеѓу себе, долгот кој што го земала институцијата една од друга, го помирија со буквално $10, а станува збор за долг од $60. Во оваа ситуација, иако не е директно примерот конкретен за овој сегмент, многу лесно може да видите која е маната кога станува збор за ваков тип на економија. Каде што имате ситуација во која што сите овие компании инвестира една во друга, а станува збор за истите 100 милиарди долари. Значи, ние имаме 100 милиарди долари, као што видовме на почетниот граф, кој што го покажавме во нашето изведување, каде што можеме да видиме? 100 милиарди долари моментално ќе се најдат на инвестициониот чарт, односно на приливот на ревенју, на сите овие компании станува збор за истите 100 милиарди долари. Што значи дека буквално 100 милиарди долари го завртеле целиот круг и завршиле повторно назад во Nvidia од каде што почнале. А секоја од овие компании ќе ги има на својот баланс шит како приход. Сега, од друга страна каде е овој проблемот? Покрај фактот дека ние имаме постојано циркулирање на истите пари, што е проблем, затоа што на крајот од денот, како рековме, станува збор за истата количина на средства. Ние имаме втор проблем. Голем дел од овие корпорации моментално не произведуваат толку многу профит и ревенју, односно приход, колку што е потребно за да има толку многу возбуда. Во превод, многу голем дел од возбудата доаѓа од тоа кој е потенцијалот на оваа технологија, но не и која е реалната вредност во овој момент, кога станува збор за тоа колку профит се генерира со овие модели, со оваа технологија. Тука е најголемиот проблем. И сега тоа ќе ви го покажеме. Сите овие компании кои што ги спомнавме до сега, како Intel, AMD, Nvidia, OpenAI и така натаму, ќе покажеме која е нивната реална вредност и колку профит имаат на квартално или годишно ниво, и ќе видите дека голем дел од нив немаат доволно пари за да можат да ги подкрепат ветувањата кои што ги даваат една на друга. How can a company with 13 billion in revenues make 1.4 trillion of spend commitments? And you've heard the criticism, First Sam. of all, we're doing well more revenue than that. Second of all, Brad, if you want to sell your shares, I'll find you a buyer. I just enough. People are. I think there's a lot of people who would love to buy OpenAI shares. I don't think you would, including myself. Including myself. People who talk with a lot of breathless concern about our compute stuff or whatever that would be thrilled to buy shares. So I think we could sell, your shares or anybody else's to some of the people who are making the most noise on Twitter, whatever. Сега, што можеме да видиме од овој коментар? Значи, од една страна го имате човеков кој што поставува нормално прашање, кое што секој инвеститор би бил загрижен. Така, на ваков тип на ветување кој што вие ги давате за некакви си трилионски суми, а вие произведувате 1/10 од овие трилионски суми кои што ги ветувате, како може инвеститор да ви верува дека вие ќе стигнете
да можете да ги регенерирате тие трилионски суми, за да може да ги инвестирате, за да може да ги покажете на своите инвеститори. Така. Односно, прашањето беше многу едноставно. Како може корпорација со 13 милиарди ревенју, значи ова е приход, ова не е ниту профит, само приход. Значи од тој приход треба многу да се земе назад, за да се исплата сите оние работи кои што ги должи компанијата, а знаеме дека и компаниите должат многу и тоа ќе го покажеме до самиот крај на овој прв дел. Што значи дека имате ситуација каде што вие имате човек како Сем Олтман, кој што е број 1 кога станува збор за вештачка интелигенција, ветува некакви си трилионски инвестиции во не знам ти шо, а генерира неговата компанија бедни 13 милиарди долари на годишно ниво. Нормално дека не се бедни кога станува збор за секојдневни смртници како нас, но кога станува збор за ветувања од она што он го дава, станува збор за навистина сериозни ветувања, а гледаме никаков резултат во спротивно. И сега нормално наместо да одговори соодветно на ово прашање, како он планира да стигне до тие 1,5 трилиони долари кои што треба наводно да ги инвестира, он му одговара: слушај, ако си исплашен, ќе најдам човек да ги купи твоите акции. Не, дечко, тоа не е одговор, значи тоа што ние постојано го зборуваме. Не може со критикување и со вакви финта муавети да се вадите на конкретни прашања што ќе правиме кога треба да ги собереме овие пари за да може да ги платиме. Уште еднаш. Еве како изгледа кој колку и каде треба да плати, така. Значи самиот OpenAI, како што може да видите, ветува некакви си огромни количини на пари. OpenAI ветува дека 300 милиарди долари ќе плати на Oracle за компјутерачка моќ. И сега ние ќе покажеме чекор по чекор да видите колку моментално овие компании прават пари и дали тоа е реалистично. Прва ќе ја земеме CoreWeave како една од корпорациите кои што дава процесирачка моќ, која што има 36,4 милиарди долари, а кога станува збор за приход, можеме да видиме на квартално ниво они произведуваат, тоест има приход, профит, сега зборуваме конкретно за профит, затоа што профит не интересира. Приход не може да биде вложен, може да биде вложен профит, затоа што приход вие мора да извадите се, и даноци, и средства со кои што ги плаќате вашите вработени, и сметки кои што треба подмирите и така натаму, значи дека нас се интересира колку е профитот. Во овој профит што можеме да го видиме овдека, во последните 3/4, и 4 да ги земеме, они оприлика на годишно ниво има негде околу помалку од 4 милиарди долари приход. Да, длабоко помалку. Ајде, 4, ке речеме, денеска сме дарежливи. Значи, они имаат 4 милиарди приход, а овдека станува збор за огромни суми. Така, од друга страна, OpenAI ќе плати на CoreWeave 22,4 милиарди долари, а они имаат 4 милиарди долари на годишно ниво профит. Така, повторно, значи ова веќе уште не се случило, го нема, и затоа ние не можеме да рачунаме на овие пари, затоа што се уште не влегле во системот. Така, ево го и тоа. Значи, Nvidia купила 6,3 милиарди долари cloud services од CoreWeave. Уште еднаш. Ако тоа реално се случило, ние ќе го видевме на овој баланс шит, се разбираме. Значи, за сега, до септември, ние немаме таква количина на пари. Зошто? Затоа што до септември они за последниот квартал во септември, тоа е 3/4, они успеале да направат профит од помалку од 1 милиарда. Ако Nvidia инвестирала, како што видовме овдека, 6 милиарди, профитот ќе биде после сето тоа што треба да биде извадено, можеби 3-4 милиарди. Овдека ние тоа не го гледаме, што значи дека за сега овие пари ефективно не влегле во CoreWeave. Се разбираме? И сега овдека има многу такви примери каде што можеме да видиме како овие помеѓу себе ветуваат, инвестираат некакви пари, а истите прво не се кореспондентно ги немаме на самиот баланс шит, значи не постојат, или пак не можат да постојат реалистично. Oracle, 575 милиарди долари, кое што можеме да видиме дека последните 4 квартали произвела негде околу 40 милиарди долари, што е 1/10 оприлика од вкупната маркет капитализација на оваа компанија, што е релативно во ред. Можеме да видиме дека најголемите корпорации оприлика тоа е соодносот на маркет капитализацијата и профитот кој што го прават на годишно ниво. Сега, 40 милиарди рековме за во оваа ситуација Oracle. Oracle е еден од најголемите компјутинг провайдери во светот. Да видиме како изгледа во однос на Oracle. Овдека, погледнете. Значи 300 милиарди долари договор со Oracle, повторно. Нормално дека ова нема да биде исплатено однаш, ќе биде исплатено во однос на како се зема оваа компјутерачка моќ, но само сакам да кажам дека станува збор за екстремно големи суми, затоа што ние имаме за Oracle на годишно ниво 40 милиарди вкупно во оваа последна година каде што AI е најинвестираната сфера, така. А овдека станува збор за
количина која што е 6 пати поголема и повеќе, 7 пати поголема од она што Oracle го прави на годишно ниво. Дали разбирате кое е тоа преценување од тоа што реално се случува на нивните моментално баланс шит, на нивното портфолио? Да видиме каде на друго место е спомнат Oracle, мисля дека беше спомнат уште еднаш, не. Но повторно, гледајте која е разликава. Значи, Oracle од сите услуги кои што ги продава прави 40 милиарди долари годишно, а само OpenAI му ветува 300 милиарди долари на, така речено, во оваа ситуација пак на кој период останува да видиме. Сега, тоа што е најсмешно моментално, OpenAI, ова е нивниот, OpenAI, значи тоа е компанија. Проблемот е што, за разлика од другите кои што се јавно тргувани компании, акционерски друштва, OpenAI е приватна компанија, која што, за жал, не ги објавува своите, би рекол, економски карактеристики. Тоа е едно од проблематичните ствари во однос на оваа компанија, но како и да е, според нивните проценки, они се корпорација или компанија, како сакате, која што се проценува на над 130 милиарди долари вредност. Супер, тоа е одлично. И сега што можеме да видиме? Според одредени, да речем, моментално проекции, до сега истите, пазете го, сега ова е најинтересниот дел. На годишно ниво, ова е најголемиот профит кој што го направиле до сега од некои оприлика 10 до, значи ова е до октомври, така речено, како што можеме да видиме, пошто ова е од октомври 14 2025 година, значи стигнале до некои 12-13, ево, во октомври 13 милиарди долари приход. Значи ова не е профит, ова е приход. И се враќаме на прашањето кој што беше поставено од кој да е човекот на нормално подкаст. Како ти ќе платиш, да се вратиме сега на битниот дел, како OpenAI ќе плати 300 милиарди на Oracle, ако прави 13 милиарди приход, тоа не е ниту профит. Се разбираме? И сега да е само тоа. OpenAI ќе плати 22,4 милиарди долари на CoreWeave, а они прават 13 милиарди приход. Пак ќе повторам, приход. OpenAI ќе платила милиарди долари на AMD за чипови. Брат, а како ти ги најдеш овие милиарди за CoreWeave, за AMD, за Oracle, од каде? Ми разбирате поентава сега? Или што ќе кажат они? Nvidia да им даде 100 милиарди, па они да ги дадат на останатите компании. Тоа што го зборувавме. Циркуларна економија во која што истите пари циркулираат помеѓу истите клиенти. Што значи дека на крајот од денот тоа што можеме да го видиме. Дури ни со проекции за иднината. Само секунда да ви го покажам тоа. Само секунда, мислам дека беше овде. Кај ми беа проекциите? Еве ги проекции, се извинувам. Значи можеме да видиме дека од 2027 година и со најдобри проекции, така, значи они очекуваат да стигнат до 70 милиарди долари, пак ќе зборувам ревенју, ова не е профит. Значи, со најдобар раст според моменталните проекции, ако се оди како што треба, они до 2027 година треба да стигнат до 70 милиарди приход. Пак да се подсетиме на ово што го зборувавме. Како они со 70 милиарди приход до 2027 година ќе најдат 300 милиарди да платат на Oracle. Значи, тука е тоа што моментално е голема разлика помеѓу тоа што го ветуваат и тоа што реално се случува. И не е само OpenAI, ова се три компании кои што работат на истиот тој проблем, како OpenAI, Anthropic и како и да се нарекуваше овој. Значи, што можеме да видиме? Приходот е минимален во однос на тоа колку се големи инвестициите во овој сектор. Односно, може многу јасно да видите како во оваа ситуација останатите компетитори на OpenAI има многу помал приход за разлика од OpenAI, а на некој начин се занимаваат со истата ова, би рекол, структура, со истиот овој момент. И пак ќе кажам, значи, покажува дека сега за сега не е реалистично тоа што се очекува во однос на, пак ќе напоменам, сумите кои што се спомнуваат за инвестиција. Значи, ако ги погледнете, овие суми станува збор за стотици, односно повеќе од стотици милиарди долари, би рекол над трилион, а ние имаме приход кој што е оприлика, според тоа што може да го видиме на овој чарт, помалку од 1% од вкупната количина на инвестиција до сега. И како што видовме, ова ќе биде така подолг временски период пред конечно оваа технологија на вистина да може да произведе толку профит за да може ова да го покрие, така. И овдека погледнете, Fortune. Вели, Fortune 500 е доста, би рекол, доста етабелиран, значи, нели, еден од оние медиуми кои што го ценат.
Вика, и сега повторно ова доаѓа, верувале или не, од најголемите учесници на пазарот, HSBC, една од најголемите банки. Вика, OpenAI нема да прави пари, вика, дури до 2030 година. И до тогаш оние и понатаму треба да најдат 207 милиарди долари од негде, за да ги покријат сите оние трошоци кои што ги имаат за нивниот раст кој што е потребен. Односно, сега се враќаме на една многу битна работа. Дури и да сте во право, ако не сте во право во точен момент во историјата, вие џабе сте во право. Се разбираме? Значи, не е само да сте во право, не е само тоа што го зборувате да биде така. За жал, ако и понатаму се гледа се повеќе дека вештачка интелигенција е потенцијално иднината на целиот свет, посебно на генерална вештачка интелигенција за која што зборуваат и која што се обидуваат да најдат моментално овие големи корпорации, тоа не го менува фактот дека моментално сме многу далеку од реализирање на така речената технологија која што е потребна, а од друга страна и нормално од реализирање на профитот кој што е потребен за нормално ова индустрија да може да опстои, така. И сега ако продолжиме понатаму, значи AMD има приход, тоест има маркет капитализација од 354 милиарди, во исто време има профит од негде од прилика 35-36 милиарди на годишно ниво. Повторно, прилика доаѓа негде околу 10% вкупната количина на маркет капа, што е сосема нормално, како што кажавме. Значи, тоа е она што би го очекувале од ваков тип на корпорација. И сега да се вратиме овде, беше спомната исто така и AMD, каде што AMD беше спомната за големи количини на пари, но конкретно освен тоа немаме друго спомнување каде што би можеле да видиме нели како изгледа соодносот на приход, тоест на профит и однос на она што моментално се ветува. Следната ни е Intel со 193 милиарди долари, кои што можеме да видиме дека има негде околу 15 до 20 милиарди долари на годишно ниво, кои што се моментално профит. Истата ситуација, 10% од маркет капитализацијата. И сега да споредиме како тоа изгледа во однос на она што моментално е спомнато. 5 милиарди co-development на чипови, што е сосема нормално. Они во оваа ситуација би можеле да се го дозволат тоа, но видовме одредени моменти овдека од одредени компании кои што ни по точка разно ниту ги имаат овие средства, ниту ги добиле овие средства, ниту пак може да ги обезбедат овие средства во однос на профитот кој што го имаат во овој сектор. Следниот е нормално гигантот Nvidia, кој што дефинитивно може се тоа да го дозволи. Значи тоа е 4,3 трилиони долари маркет кап и можеме да видиме дека генерира негде околу повеќе од 100 до 110-120 милиарди долари на годишно ниво. Сега, кога станува збор за Nvidia, да, Nvidia може да си дозволи 100 милиарди долари инвестиција во OpenAI, со тоа што пак, зашто велам дека е малку нереалистично. Значи, Nvidia да инвестира 100 милиарди долари во OpenAI, тоа значи дека ќе треба најголем дел од профитот во последната година да го пласира во една инвестиција во една компанија. Значи, пак ќе ве прашам, дали според вас тоа е реалистично? И тоа не е една. Значи, овдека ние видовме неколку места каде што Nvidia ветила одредена, да речеме, инвестиција. Овдека вели Nvidia ќе инвестира 5 милиарди, што е сосема нормално. Nvidia ќе инвестира 6 милиарди, што е сосема нормално. Но Nvidia ќе инвестира 100 милиарди е, пак би рекол, надвор од нормалната, затоа што би требало да ги инвестира сите средства кои што ги добиле во последната година. Не заборавајте дека голем дел од овој профит не оди во касата на Nvidia, туку оди во касата на луѓето кои што имаат акции, дивиденди и така натаму. Сега, и да видиме последната, Palantir. Palantir е доста интересен момент. Palantir има, иако не е спомнато овдека, не заборавајте дека Palantir е еден од најголемите компании кога станува збор за вештачка интелигенција, каде што Palantir има 400 милиарди долари маркет капитализација, а има профит од 4 милиарди. Не се ни 4, туку се многу помалку од 4. Сега, гледајте во кој е соодносот. Како што во оваа ситуација претходно самите OpenAI не може да генерираат толку профит за да ги покријат своите сметки и овие ветувања кои што ги даваат, Palantir, од друга страна, има толку многу голема маркет капитализација, а има смешен, значи зборувам смешен профит. Се разбираме? Значи ова е 1% прилика, значи за разлика од претходните компании кои што ги гледат, кои што имаат прилика 10% профит во однос на нивната маркет капитализација, Palantir, кој што важи за една од најбрзо растечките, кој што важи за една од најголемите корпорации, кога станува збор за вештачка интелигенција и генерално во S&P 500, моментално има само 4, замислете, 4 милиарди долари профит, што е смешно.
Значи ова е еден од оние знаци кои што покажуваат дека можеби нешто под така речено хаубата не функционира како што треба. Сега, од друга страна можеме да видиме дека ова е причината поради која што имаше толку многу добри сделки. Ова е тоа што ние го зборуваме. Погледнете. Значи ова е моментално. Колку корпорациите помеѓу себе инвестирале само во 2025 година. Во OpenAI имаат инвестирано сега нормално ова е со купување на акции и така натаму, Microsoft, SoftBank, Magnetar Capital и Founders Fund, $300 милиарди само во 2025 година. Повторно, за жал, ние ова се уште не сме го виделе, да се појави на нивниот профит, со оглед на фактот дека генерално ова не е профит, ова е само инвестирање во самата компанија, ова не е генериран профит од истата, но само сакам да кажам дека моментално навистина има огромни инвестиции, а многу малку профит. Вие инвестирате во корпорација која што наводно во иднина треба да прави многу пари, но тоа не е докажано. Они дури го немаат ни продуктот кој што треба тоа да го прави, они имаат почетен продукт, се разбираме, кој што сега го развиваат. И сега ако продолжиме, Scale добил 29 милиарди од Мета, како иде, не знам како се вика оваа компанија, 10 милиарди од Morgan Stanley, Anthropic, 3,5 милиарди од Alphabet, Lightspeed и Salesforce. И сега ако продолжиме понатаму, можеме да видиме дека ова е едно од најуспешните funding rounds, така речено, од најголемите корпорации, кога станува збор за и веќе етабелирани корпорации, како OpenAI, како и да се вика ОАА и Anthropic, но и нови компании кои се појавуваат кога станува збор за вештачка интелигенција од веќе етабелирани големи корпорации. Така. Што значи дека моментално најголем дел од парите во светот се и понатаму фокусирани во вештачка интелигенција. Сега, вториот проблем кој што го имаме е не само што моментално имаме нереализирани ветувања за пари кои што се уште не постојат, за да може да бидат инвестирани, следниот момент кој што е голем проблем е уствари дата центрите. Значи, моментално не постојат доволно дата центри за дури ако имаат продукт да можат да го развијат до степенот до кој што истите сакаат да го развијат. Уште еднаш. Иако е ова фиктивна цел, главната цел на поголемиот дел од овие корпорации, како што кажаме OpenAI, како Meta, како Google, како Microsoft, е развивање на генерална вештачка интелигенција, што представува интелигенција која што може да прави многу различни задачи, која што би била најблиска до човечко суштество, што генерално би предизвикало отпуштање на масовни количини на луѓе од работа, затоа што вие оваа генерална вештачка интелигенција ќе може да ја приспособите на апсолутно се. На било какво работно место, на било каков тип на машинерија, на било каков тип на услови и така натаму. Сега, за да може да се произведе било што блиску, значи не е само дали вие имате потенцијал, дали ви имате основи на самата технологија. Треба да видите дали ви се доволно алатите кои што моментално постојат во светот за тоа да може да го креирате во превод. Во минатото голем дел од физичарите имале идеја за нешто што може да биде направено, но за жал немале алатки. Алатките се уште не били измислени. Од друга страна, еве прост пример. Кога голем дел од биологичарите и од физичарите сакале да докажат дека постојат мали единки како атом или клетка во однос на физика и биологија, дури и да имале идеја дека истите постојат, тоа не можеле да го остварат се додека не е така речено измислен микроскопот, за да може да се докаже и да се видат овие поединечни елементи од кои што се составени физичките и органските ткива, тела, како сакате. Сега, во оваа ситуација тоа би било слично и со вештачка интелигенција, барем според моето скромно мислење. Односно, што можеме да видиме овдека? Најголем дел од дата центрите кои што потенцијално треба да бидат изградени е потребно од 6 месеци до 6 години. А да не забораваме дека трендот кој што моментално наложува дека е многу битно и треба да се инвестира во вештачка интелигенција е на некој начин многу нов. Од на некој начин креирањето на ChatGPT па наваму. Со тоа што гледаме дека и покрај тоа што постојано се зголемува количината на дата центри со процесирачка моќ во светот, што можеме да забележиме? Според моменталните проекции, а ова е само моменталните проекции, за моменталните потреби на OpenAI, на останатите General AI, да речеме останатите корпорации кои што го работат ова, до крајот на 2027 година нема да има доволно хардвер, односно дата центри, за да може да ја процесираат сета таа би рекол количина на податоци која што е потребна за да може да функционираат сите овие вештачки модели кои што ги создаваат на интелигенција најголемите корпорации.
Според проекциите, во однос со тоа колку забрзано се наградат дата центри, дури во 2028 година очекуваат дека конечно ќе има доволно дата центри, односно доволно процесирачка моќ за ова да може да се реализира. Во исто време една работа која што не смееме да заборавиме е дека како расте количината на дата центри кои се произведуваат, како што можеме да видиме истата ситуација. Мурика, Кина се секогаш број 1 кога станува збор за нова технологија. Една работа која што не смееме да заборавиме е што дека моментално растот на конзумцијата на струја од ваквите центри доаѓа до израз. Значи погледнете, 80% од растот на конзумцијата на струја нема да бидат секојдневните луѓе, туку ќе бидат токму овие дата центри. Дури овдека во ова, да речем, на некој начин помош од АИ, би рекол, значи ако погледнете ќе ви каже дека имаме ситуација во кои што многу повеќе струја се троши, не, го имам овдека одново отворено, се извинувам, ево го. Значи вели моментално имаме ситуација во која што сегашните АИ дата центри користат 2 до 3% од вкупната конзумција на струја. Кога тоа го кажаа за биткоин, целиот свет се потресе, па не бил доволно зелен, па бараа да се променат начините на кои што се мајна биткоин, но кога тоа го прават центрите за вештачка интелигенција, поради тоа што истите се многу поцентрализирани од најголемите корпорации во светот, тука нема проблем. Значи да се потсетиме на една голема моронштина од моронот на Тесла и останатите идиоти околу него. Биткоин не е доволно зелен. Кажи ми сега дали се овие доволно зелени кога станува збор за 2 до 3% од вкупната конзумција на струја во светот. Сега, овдека многу интересно, вели, за споредба. Вика, еден чатбот, JetGPT, значи еден чатбот за да ги одговори вашите прашања, троши околу 2,9 киловат часови електрична енергија, додека стандарден пребарувач на Google троши 0,3. Значи станува збор за 10 пати повеќе енергија која што е потребна на ваков тип на вештачка интелигенција да може да ги одговори вашите прашања од стандарден Google search на дали на Google или на било кој пребарувач, значи гајаме дека е исто, така. Понатаму вика еден нормален сервер рек, значи тоа се оние процесирачки unity, троши околу 7 киловат часови, сега не знам на колку време, но барем споредбата е повеќе од јасна. Додека AI, ваков тип на соодветна единка или юнит, како сакате, троши 30 до 100 киловат часови. Значи овдека ние дури имаме 10 и повеќе од 10 пати поголема конзумција на струја од страна на сето она што представува вештачка интелигенција наспроти еден нормален, би рекол, потрошувач за што е потребно на интернет. Така. Значи станува збор за екстремно голем корисник во оваа ситуација на електрична енергија. И сега каде овдека интересно да погледнете. Моментално, че ова е во 2024 година, една година поназад, но прилика ја покажува реалистичната слика. За дата центри на глобално ниво се користи повеќе електрична енергија отколку за греење, замислете. Значи за греење на простори вода се користи помалку електрична енергија за разлика од дата центри. Следно, тешката индустрија во светот моментално користи помалку електрична, значи повторно замислете глобална, целата тешка индустрија на глобално ниво користи помалку електрична енергија од дата центрите. И сега ако продолжиме понатаму, гледаме дека оприлика е слично колку што е моментално електричниот транспорт, сите електрични уреди во светот, значи замислете скоро ќе стигне до сите електрични уреди во светот кои што се користат, зборувам од цивилно население, значи навистина станува збор за голема количина и ова е колку моментално се користи за ладење. Значи ова е за ладење на простор, колку моментално се користи струја на годишно ниво. И повторно не заборавајте, значи ова е сега 2024 година. Се очекува дека во 2030 година овие 2 до 3% ќе порастат на 10% од вкупната количина на електрична енергија во светот. Значи уште еднаш, за да може да се покрие потребата на вештачката интелигенција, да може да функционира на начинот кој што овие корпорации сакаат да функционира, се потребни 10% од вкупната количина на електрична енергија во светот. Знаете кој ќе го плати тоа? Вие, јас, секојдневното цивилно население, затоа што нашите сметки за струја ќе пораснат, за овие дата центри да може да работат, верувајте ми. И овдека имаме, значи, ево прилика и овдека уште една таква, значи од Barclays, ајде претходно ова беше конкретно Nature, што и да е, не знаеме точно кој е,
но Barclays како една од најголемите банки вели моментално се користат негде околу 3,5%, во 2027 година се очекува да биде веќе 5,5% од прилика, а во 2030 година повеќе од 9, односно како што веќе видовме претходно, повеќе од 10%. Значи гледаме дека на повеќе места го гледаме истиот податок дека се очекува дека нагло ќе се зголеми количината на електрична енергија која што се користи. И кога би го споредиле тоа со одредени држави, до сега, до 2025 година, се овде како што може да видиме проекциите почнуваат до 2023 година. Значи дека еве ние ефективно до 2023 година еве како изгледала табелата. Сега за жал не можев да најдам понова, но во 2023 година за дата центри во светско ниво се потрошила повеќе електрична енергија отколку што потрошиле Тајван, Шпанија, Виетнам, Австралија, Италија, Јужна Африка, Египет, Тајван. Значи ова е колку од овие држави моментално користат струја, а се очекува до 2026 година дека само неколку држави во светот ќе има така речено поголема конзумција на струја за разлика од овие дата центри. Значи ова се најголемите и по територија и по количина на граѓани и по нормално економија, како сакате, држави. Значи дека на вистина станува збор за страшна разлика кога станува збор во оваа ситуација за како се тоа ќе изгледа од структурен аспект. Значи од она што можеме да го видиме структурно, на вистина има некои работи кои што треба потенцијално да се надминат пред да можеме да разговараме за понатамошен раст. Значи како што видовме, прво, циркуларното движење на овие пари е еден од главните моменти. Второ, фактот дека овие пари се уште не постојат или па ако постојат, пак ќе кажам, нема да може да бидат генерирани со години пред да може да ги покријат своите трошоци, ветувања и потенцијални инвестиции сите овие корпорации кои се наоѓаат во AI секторот. Понатаму, како што веќе видовме, имаме недостаток на дата центри, кои што треба да процесираат оваа процесирачка моќ да може да функционираат вештачките интелигенција модели. И како што видовме, конзумцијата на струја е страшно голема. Значи дека понатаму ќе треба ова соодветно да расте заедно како што расте и потребата од овие дата центри. Дали тоа ќе може, останува да видиме. Тоа е еден од проблематиките со кои што ќе треба да се соочи оваа индустрија подоцна во нејзиното постоење. Повторно, ова не е за 20 години, ова е како што може да видите за неколку години. Че до 2027 се очекува 10% од вкупната количина на енергија да биде така речено од овие дата центри конзумирани. Сега вториот сегмент е AI bubble од аспект на економија. Значи што можеме да забележиме овде? Прво треба да разбереме што представува bubble. Така, значи bubble представува или меур како сакате, растење на цената на одредено добро. Тоа не мора да биде акција, тоа може да биде недвижност, тоа може да биде обврзница, тоа може да биде апсолутно се, освен кеш. Тоа не расте. Значи може да имаме раст на цената надвор од нејзината вистинска вредност. Сега нормално, во однос тоа која е нејзината вистинска вредност, има многу различни модели, некои од нив ќе ги разгледаме моментално. Investopedia препорачувам на сите кои што сакаат да учат малку повеќе, секој термин кој што не ви е јасен, јас на вистина предлагам да имате оваа страна во предвид, значи буквално ќе ви објасни се што треба да знаете за секој од овие екстремно битни економски термини кои што нема да ве научат во школа, па дури да сте завршиле на економски факултет, верувале или не. Сега, во однос на неколку од овие различни сегменти кои што се користат најчесто да се утврди дали се наоѓаме во таква бабл територија, значи територија на меур, каде што цената на одредени добра е многу висока, за разлика од тоа каде моментално треба да биде, ако е реалистична вредноста на тоа капитално добро. Моментално ова е Бафет индикаторот, кој што, да речам, е најпопуларен поради тоа што истиот го предвидел, иако ова не е од 2025 година, мислам, тоест е во оваа ситуација, но што сакам да кажам, истото е измислено многу одамна. Значи идејата која е? Ако го споредиме моментално растот на пазарот на акции во однос на растот на бруто домашниот производ на Америка, ќе добиеме една така наречена табела во која што можеме да видиме дека кој е оприлика просекот од 1971 па до сега и овдека можеме да видиме одредени преценување на акциите, повторно овдека кога станува збор за S&P 500 нормално, каде што можеме да видиме? Во .com bubble ерата, тоа е во 2000 година, имаме многу висока, да речам, котација на вредноста на акциите наспроти реалниот GDP раст на Америка. Слично на тоа можеме да видиме раст и во 2007-2008 година, тоа е големиот банкарски колапс, кој што беше предизвикан нормално од housing bubble, односно висината на цените на домовите. Сега каде е овдека проблемот?
доаѓаме во ситуација каде што ако треба да споредиме колку моментално изгледа вредноста на акциите во однос на тоа како е растот на Америка, можеме да видиме екстремно голем раст кога станува збор за моменталната вредност после последниот скок и тоа пак ќе кажам после проблемот кој што го имаме со тарифите, како Black Swan настан, каде што сега се наоѓаме на некое дупло ниво од претходните два Black Swan настани во 2000-2007 година. Една работа која што овдека не е земена во предвид е девалвацијата на доларот во овој период од 20 години, каде што повеќе од јасно ни е дека доларот постојано губи од неговата купувачка моќ. Повторно, зошто? Затоа што во овој период додека сето тоа се случувало, да не заборавиме, имаме огромен период на што? Огромен период на принтање на пари. Односно, можеме да видиме дека од периодот кој што е овдека земен во превид, 2000 година, 2008 година, погледнете, 3 пати се зголемила масата на, тоест 2 пати се зголемила масата на долари на пазарот, а до сега, од тој период каде што е земен во превид, каде што имало прилика 1 трилион долари во циркулација од страна на Федералната резерва, моментално има 6, а сме стигнали до неверојатни 9. Што значи дека 9 пати се зголемила количината на долари на пазарот за времето во кое што се смета како изгледа реалниот GDP раст и вредноста на акциите. Што значи дека овој раст делумно е оправдан поради девалвацијата на доларот. Што значи дека овој раст немало да биде реалистично толку висок, да во исто време Федералната резерва не принтала и не поземувала толку многу пари и на тој начин ја зголеми количината на долари на пазарот. Не велам дека ова не е релевантно, велам дека моментално е малку поинаква реалноста од однос на тоа што моментално го гледаме. Ја не верувам дека ние би имале потенцијално толку голем пат каде што би рекол, овој индекс би се вратил на некои вредности од 2000 или 2007 година. Тоа би било Армагедон, тоа не би било Black Swan настан, тоа би било апсолутен Армагедон. Вториот кој што можеме да го видиме, значи сакам да кажам дека ова е сосема на место, но мислам дека е на некој начин во последниот период изнесен комплетно надвор од вредност, поради тоа што во овој индикатор не е земена во предвид количината на пари која што е пуштена од страна на самата влада на Мурика. Вториот момент кој што е малку пореалистичен е уствари вредноста на, тоест капиталот кој што го поседуваат американските домаќинства наспроти номиналниот раст на бруто домашниот производ. Каде што можеме сега овдека да видиме малку пореалистична ситуација, каде што како расте номиналниот бруто домашен производ и неговиот раст од година во година, така расте и гледаме одредени скокови на капиталната моќ на американските домаќинства и потоа гледаме падови. Нормално, ова е тоа што се нарекува бабл територија, каде што поради одредено преценување на акциите или се што моментално поседувате, а повторно тоа доаѓа во периоди каде што сме имале намалување на вредноста на доларот најчесто и сме имале таков вид на скок на во оваа ситуација цената на капиталните добра кои што инвестираат секојдневните домаќинства во Америка, дошло до преценување на нивниот капитал кој што моментално го имаат, што најчесто доведувало до што? До Black Swan настани, до корекции, до така речено bear маркети кои што ја враќаат оваа вредност многу поблиску до номиналниот раст на Америка и неговата, да речем, крива која што моментално гледаме овде. Истото се случило повторно во 2007 година и гледаме дека сето тоа е проследено со што? Проследено со периоди на рецесија, овие сиви колони, така. Истото можеме да го видиме во 2007 година, каде што имало екстремно големо зголемување на капиталната вредност на секојдневните добра кои што ги поседуваат, би рекол, домаќинствата во Америка, што нормално повторно се враќа назад, блиску до GDP. Сега овдека во 2018 они го нарекуваат тоа the everything bubble, со тоа што ние имаме континуирање на ова, да речем, интересен индикатор кој што можеме да го земеме овдека. 2018 година everything bubble е токму овде. Со тоа што ние сме виделе одредена корекција, која што овдека е буквално COVID пандемијата, за повторно да имаме што? Екстремно голем раст на вредноста на капиталот кој што го поседува едно домаќинство во Америка и потоа истиот се вратил повторно надолу. Така, значи ова е bear маркетот од 2021 година. Сега, повторно, да разбереме од каде се тоа потекнува, значи ова не е магија, ова не е случајност, ова не е дека се наредиле сите звезди на небото, туку станува збор за што? Станува збор за периоди во кои што имаме многу големо принтање на пари, што доведува до екстремно намалување на вредноста на доларот, а зголемување на се останато. 2007 година, како што можеме да видиме овдека, е според нив нормално една од оние моменти каде што сме имале голема количина на
раст на капиталните вредности, така. 2007 година во исто време е периодот во кој што Федералната резерва направила прво вакво екстремно големо принтање на пари. Повторно, значи ова не е магија, ова е нормална економска појава. Кога принтате многу пари, ја зголемувате инфлацијата, да, но во исто време ја намалувате количината на доларот, неговата вредност и автоматски правите се останато да порасне во вредност. Следниот момент каде што сме имале толку голем раст во однос на, да речам, вредноста на капиталот кој што го поседуваат домакинствата е кога? Верувале или не? 2019 година до 2021 година каде што имаме екстремно голем раст, сличен на тој од 2007 година и повторно. Каде се тоа потекнува 2020 до 2019 година имаме повторно дуплирање на паричната маса на долари на пазарот. Значи ова не е случајно, ова е сосема очекувано. Во исто време, уште една интересна работа која што мораме да забележиме е дека и во 2007 година сме имале што? Намалување на каматните стапки и во 2019 година сме имале намалување на каматните стапки, што довело до уште поголемо позајмување и до уште поголемо, така речено, раст на капитал кој што го поседуваат во оваа ситуација домакинствата во Америка. И значи дека ова како феномен е нешто сосема нормално. Без разлика дали било предизвикано од страна на некои акции како .com, небитни акции со никаква вредност или пак манипулација на вредноста на недвижностите или што и да беше проблемот 2019 година со пандемијата, ние можеме да видиме дека ваков период на boom and bust е сосема нормален во една економија и гледаме дека е многу подпомогнато што од макроекономските фактори, тоа што постојано се обидуваме да ги научиме луѓето дека макроекономијата, посебно монетарната политика на глобалната валута, а тоа е доларот, има многу би рекол битен сегмент во тоа дали очекуваме да имаме одреден бабл период и пат и така натаму. Сега зошто е ова толку битно? Ние зборуваме дека потенцијално сега, значи сме повторно во таков бабл период. Тоа го гледаме и според овој на некој начин би рекол индикатор, иако реалистично гледаме дека моментално овој индикатор е многу понизок за разлика од 2021 година, каде што сме биле во таков бабл, така. За разлика од тоа ние иако имаме раст моментално не сме успеале дури да стигнеме до претходниот all time high. Што значи, ако мене ме прашувате, верувам дека е рано кога би го споредувале од овој аспект дали се ногаме во бабл или не, како еден од, да речем, подобрите индикатори во овој сегмент. Зошто е толку тоа битно? Погледнете. Прва работа која што треба да земеме во предвид, не е само дали сме високо на овој индекс, туку и каква понатаму се очекува да биде политиката на Федералната резерва. Односно во периодите во кои што ние сме имале екстремно голем раст, како што кажавме, претходеле, како што кажавме, принтање на пари и намалување на каматните стапки. Така, што значи дека овие бабл периоди се појавиле токму во период кога сме имале принтање на пари и кога сме имале намалување на каматни стапки. И сега ако погледнеме каде се ногаме во моменталната политика на Федералната резерва, се ногаме каде? Буквално во текот на утрешниот ден, на 1 декември 2025 година, ќе имаме запирање со quantitative tightening. Само прашање на време кога ќе почнеме со нов quantitative easing, како што можеме да видиме, ваквото запирање историски многу брзо се претварало во што? Во quantitative easing, принтање на пари на пазарот. Што значи, ако веќе треба да споредуваме во однос на овој модел, дали се ногаме во бабл или не, ние се ногаме буквално пред да биде еден бабл креиран. Зошто? Уште еднаш да се подсетиме, затоа што бабл периодите најчесто се направени од што? Од принтање на пари во Федералната резерва и од намалување на каматните стапки. А ние се ногаме пред повторно принтање на пари во однос на балансшитот и позајмување на државата и уште една битна работа пред уште една транша на намалување на каматни стапки, во кој се очекува дека сега во декември ќе имаме уште еден 0,25% намалување на федералната на каматната стапка на Федералната резерва и во текот на следната година веќе се проектираат уште 3 вакви 0,25% намалување на каматната стапка. Посебно со оглед на фактот дека знаеме дека до мај официјално ќе имаме нов Fed chair кој што е поставен од Трамп, кој што единствена цел која што има за американската економија е раст. Не го интересира инфлација, не го интересира економијата да продолжи да расте. А тоа може да го направи само со намалување на каматните стапки и релаксирање на некој начин на економијата. Што значи дека ако треба ќе да го гледаме ова, ние не се ногаме во бабл, туку ние се ногаме пред бабл период, ако веќе треба така да го споредуваме овој сегмент. Сега, тоа останува да видиме дали ќе се реализира, но кога станува збор за тоа дали вештачката интелигенција моментално како сегмент е во бабл,
тоа е веќе малку поинаква тема. И овдека не се согласувам, затоа што ако мене ме прашувате, можеме да видиме дека самите вредности на компаниите кои што се наоѓаат во овој сектор не се во бабл територија и тоа може да докажеме со економски показатели кои што ги покажеме сега. Прва работа пред да почнеме да го покажуваме ова, би сакал уште еднаш да напоменам. Не заборавајте дека корпорациите во 2000-та година кои што постојано ги споредуваат со овие моментално немале апсолутно никаква вредност. Значи имаме огромна количина на компании кои што единствена работа кои што поседуваат е некаква си интернет страна, нема никакви податоци, нема никакви извештаи, нема никаков приход. Значи буквално станува збор за фантом компании кои што немаат апсолутно никаква вредност. За разлика од тоа, во моменталната ситуација ние зборуваме за најголемите корпорации кои што се буквално изградени од пропаста на економијата во 2000 година, кои што покажале до сега и соодветен раст во однос на технологија, и конкретен продукт, и навистина и профит, и приход. Значи навистина станува збор за реални компании, ова не се фиктивни компании. Не сите, значи некои од нив имаат проблеми, тоа ќе го покажеме сега, но генерално поголемиот дел од компаниите се навистина во стабилна форма. Вика, и понатаму вика, најголемиот дел од растот на економијата во Америка е исклучиво поради инвестирањето во вештачката интелигенција. Ова е одредена статија, односно истражување од Харвард, кој што покажува дека 92% од растот во 2025 година на GDP на Америка е благодарение на инвестициите во AI секторот. Вели, без да биле овие инвестиции во AI секторот, немало да имаме раст како што имаме моментално од некој приближно 2 до 3%, туку ќе сме имале раст од одвај 0,1%. Тоа и покажува колку само многу капитал моментално е фокусиран во AI индустријата, за разлика од се останато. Каде што, замислете, целиот GDP кој што моментално гледаме во позитива, доаѓа исклучиво од инвестициите во вештачката интелигенција. Се останато заедно би довело до 0,1% раст на бруто домашниот производ на Америка, што е многу драстичен момент. Уште еднаш, од овој аспект доаѓаме до тоа колку многу пари моментално влегуваат во овие големи корпорации, од други големи корпорации, баш и овој ваквиот, да речем, обрт на средства предизвикува GDP раст. Сега, овдека ние ќе земеме како мерка Price to Earnings Ratio, PE. Значи, зашто е ова толку битно? Значи, ќе споредиме како моментално изгледа цената во однос на цената на акциите во однос на приходот кој што го прават. Значи, колку приход прават овие акции и на тој начин ќе видиме дали истите се преценети или подценети. Доста интересен модел, каде што вели моментално како се доведува овој индекс за секоја од овие компании. Вика, ќе ја поделиме цената на акцијата на една компанија со тоа колку приход има направено по секоја така речено акција. Во превод, ако има 1 милион акции и има 1 милион долари на направено приход, тоа значи дека секоја акција моментално има оприлика $1 приход направен. Така. Значи сега овдека тоа се дели практично во однос на цената на акцијата. Сега ова е чисто како наједноставен момент за да видите како тоа изгледа. И сега тоа ни дава одреден чарт. Односно, еве кога би го споредиле S&P 500 индексот, како индекс кој што пак на некој начин може да се рачуна како една акционерско друштво кој што има своји акции во последните 90 години. Што можеме да видиме? Ако го представиме овој PE ratio, ќе можеме да видиме дека имало периоди каде што истиот бил преценет и периоди во кои што имало соодветни корекции кои што на некој начин го враќале во нормала. И овдека што можеме да забележиме? Кои се тие периоди? Веќе познати нас. Еве, нема да одиме наназад, ќе одиме од 2000 година која што почнеме да анализираме. Еве како изгледал индексот на S&P 500 во 2001 година, кој што бил негде околу 42,9. Што можеме да видиме историски гледано наназад во последниве 90 години, тоа е нов all-time high, исклучиво висока количина на вредност на S&P 500 индексот во однос на овој PE ratio. Следен пат кога имал толку висок, да речем, висока вредност бил во 2009 година, што е буквално веднаш после кризата во 2007 банкарскиот колапс и уште еднаш има многу висока вредност кога во 2020 година во септември, октомври, тоест ево највисоката вредност е имал во ноември 2020 година. Пошто следуваше bear market од цела една година, како во традиционалните финансии, така и во криптопазарот. Што можеме да заклучиме? Ако споредиме каде моментално се наоѓа индексот, во однос на последните големи, би рекол највисоки вредности на овој тип на индекс, можеме да видиме дека истиот воопште не е ниту блиску до претходните 3 врвови и дека се уште имаме простор за раст нагоре.
Сега овдека можеме тоа да го видиме и кај компаниите кои што се да речем нели Magnificent Seven, да видиме дека на вистина истите не се преценети. Голем дел од овие компании се занимаваат директно со вештачка интелигенција. Apple можеби најмалку од сите останати, но како и да е, што можеме да забележиме. Иако сме имале пониски, да речем, котации на оваа PE вредност, PE коефициент, можеме да видиме истиот не е многу голем. Значи, најниска вредност која што е достигнал е негде во 2014 година од 8,66. Нејзината вредност на акцијата на Apple е моментално 37,3. Пак ќе кажам, разликата помеѓу тоа колку е акцијата на пазарот и колку профит носи акцијата на пазарот, тоест колку промет носи акцијата на пазарот, една акција, така. Значи дека не е многу голем. Значи можеме да видиме дека имало и моменти каде што бил многу поголем. Например, 2003 година стигнал до 100, а повторно ова е од каде поради колапсот во 2000 година, па така речено нели гледаме дека почнува да расте премногу брзо. Слична ситуација можеме да видиме и кај Microsoft. Значи имало периоди во кои што погледнете, стигали до 7. Значи соодносот помеѓу цената на акцијата на пазарот и колку профит прави од акција на Microsoft. Со тоа што погледнете сега овдека. Највисока вредност во 2017 година на 31 декември заедно со криптосекторот и крајот на бул маркетот 2017 година од 50. А сега се наоѓа на некоја вредност од 34,9. Претходно, значи ова е релативно малку повисока затоа што еве го bear маркетот 2021 година 31 декември 34,4, а сега има 34,9. Се наоѓа на истиот врв од врвот од 2021 година. Но не е прецедент, значи не станува збор за екстремно висока разлика помеѓу тоа колку е цената, а колку е нели профитот кој што, тоест приходот кој што го прави истата. Кога станува збор за Nvidia, погледнете, воопште не е прецедент. Значи станува збор за 50, они моментално што 2005 година се наоѓа на истиот овој сегмент. Од 30 до 50 поени, така речено, коефициент вредност. Значи дека воопште не е преценета вредноста на Nvidia незините акции. Но кога станува збор за Oracle, сега ова се оние компании кои што се директно во AI секторот. Погледнете како изгледа. Моментално незината вредност е на екстремно високо ниво како во 2018 година, да се потсетиме што беше од 2018 година, како за криптосекторот, така и за традиционалните финанси имавме bear market. Ова е незината вредност 2018 година, но еве и тој дел да не го земеме. Споредбено со 2020 година, откако почна, така речено, овој bull market и развојот и популарноста на AI секторот, што можеме да видиме? Дека овој индекс на Oracle пораснал од 14 на 47. Нешто невообичаено за оваа акција. Значи дека има многу поголемо очекување во однос на колку профит треба да направи, а колку е цената на оваа акција. Значи овдека веќе имаме одредена преценетост, но повторно не е ништо драстично. AMD, слична ситуација, 100. Но можеме да видиме историски дека биле претходно од некои 30 па до 80, гледаме неколку пати до сега, дека се ново гелен на истата оваа ситуација, значи дека за AMD акциите ова воопште не е ништо невообичаено. Значи повторно не е преценета. Минус 23, CoreWeave, сега овдека они не успеале да стигнат до ситуација во која што се профитабилни, би рекол, што е уште еден од оние проблеми за кои што зборуваме, че моментално можеме да видиме дека не очекува дека ќе има толку профит колку што вреди акцијата на пазарот. И сега овдека доаѓаме до делот кај што е проблематичен. За разлика од претходните акции кои што видовме дека се негде од како 30 до 100, оприлика вредноста на тоа колку е акцијата и колку се очекува да направи профит. Тоест промет, извинувам. Palantir има 366, што е многу голем коефициент. Значи, замислете, ова е 3, 4, 5, 10 пати поголем за разлика од најголемите топ 7 корпорации во светот. Значи дека има екстремно висока разлика помеѓу цената на акцијата и колку моментално има промет кој што го прави. Intel, иста ситуација, 1000, верувале или не. Мада не заборавајте дека ова не е случајно, значи ова доаѓа од моментот кога Мурика одлучи да инвестира во Intel, па тогаш имавме и волку голема дискрепенција, верувам дека во оваа ситуација и капиталот кој што влегува од Америка, како и останатите инвеститори, го предизвикале ова. Но оваа акција е прост пример за тоа како може една корпорација да биде екстремно преценета. Се разбираме. Така да, тоа е оној проблем каде што гледаме дека одредени компании имаат проблем. И сега, ако се вратиме назад во 2000 година, можеме да видиме дека од тој период има многу компании кои што преживеа до денес. Че ова се компании кои што постојаа во 2000 година и кои што до ден денеска се најголемите корпорации во светот.
и компании кои што не преживеа во 2000 година и кои што пропаднаа, а во тоа време биле едни од најголемите, така. Што значи, како што ние во крипто секторот зборуваме, кога ќе дојде bear market, ќе видиме кој плива гол. Односно, кој се презадолжил, кој нема доволно пари, кој ги искористил парите како што не треба, тоа секогаш го дознаваме во bear market. Во крипто секторот тоа е нешто што е сосема нормално, односно секој bear market имаме чистење на сите оние кои што се скемери, кои што се презадолжени, кои што правеле злоупотреби на средствата на собствените клиенти, па така ќе добиеме ситуација во која што ваков тип на компании потенцијално ќе си го добијат тоа што им следува. И сега ќе покажеме зошто конкретно Palantir го зема во предвид. Значи Palantir моментално, иако важи за една од напредните, најкористените корпорација, софтвер, бла бла бла, моментално е една од најпроблематичните. И пак ќе кажам, многу често најпроблематичните компании се оние кои што предизвикуваат големи корекции на пазарот. Да се потсетиме на Terra Luna. Значи потребна беше еден проект беше потребен во крипто секторот за да го лансира целиот пазар надолу во bear market, кој што потоа нормално се претвори во така речено лавина, која што ги собра со него и Four Arrows Capital, и Celsius, и FTX, и многу други. Што значи дека во оваа ситуација еден ваков голем субјект кој ќе падне, може да предизвика многу останати да го следат. И затоа велам дека моментално Palantir изгледа како еден од најголемите, би рекол, најслабите карики, најслабите алки во синџирот. Значи, ако се сеќавате на Майкл Бъри, истиот е многу познат во неговиот Big Short, кој што предвиде колапсот на кризата на банките во 2007 година и нормално на хаузинг секторот, на секторот за недвижности. Значи, моментално истиот со голема количина на средства се клади дека ќе имаме повторен таков случај и тоа конкретно за Nvidia и за Palantir. Со тоа што моментално има огромна позиција против цените на Nvidia и Palantir, очекувајќи дека ќе имаме солиден bear market и дека ќе имаме пат поради преголемата вредност, така речено, на акциите како на Nvidia, така и на Palantir и нивната огромна, би рекол, маркет капитализација. Иако во оваа ситуација гледаме дека тоа не е случај со Nvidia и дека дури да има корекција, тоа би било сосема нормално, но во исто време да не забораваме дека Palantir, како што веќе покажавме, е во малку поинаква ситуација, каде што имаме екстремно големо преценување. И сега каде е дека проблемот? Да, се е тоа во ред, но да се потсетиме дека во исто време не можеме да знаеме дека ова ќе се случи баш кога станува збор за Майкл Бери, затоа што последниот пат кога се кладеше дека пазарот ќе се движи надолу, се потсетиме, тоа е август 2023 година, 1,6 милиарди долари дека пазарот ќе падне, имавме малку поинаква ситуација, односно еве го август 2023 година и еве каде е моментално пазарот. Што значи дека нормално дека како сите останати, така и Майкл Бери не е 100% во право, значи последниот пат тоа го кошташе многу и го затвори собствениот фонд поради движењето на цената во обратна насока од тоа што го очекуваше он, но во оваа ситуација потенцијално истиот може да биде и во право. Сега, овдека сакам да ви го кажам ова како пример дека, знаете како, тоа што го зборуваме за крипто секторот на вистина, во вакви ситуации се гледа кој плива без купањи, така речено. Погледнете го ова сега. Значи, овој клип е моментално од гостување на CEO на Palantir, на CNBC, на Squawkbox, каде што истиот од дното на срцето сака да изрази дека само нагоре ќе оди компанијата, дека постојано ќе прават не знам колку профит и така натаму, а ќе видиме која е реалната слика позади. In terms of because there is a misunderstanding. Clearly, you look at the analysts, most analysts, think that this stock is overpriced. You have people like Michael Burry out there shorting it. Everybody who's shorted this stock thus far has been on the losing end of it. And I'm trying to understand just if you look at sort of the growth trajectory, the sales, how much of the sales, frankly, I think actually even there was a huge part coming from even existing customers, and just what the scale of this thing ultimately looks like in your mind. Okay, there are two parts. Of course, when I hear short sellers attacking what I believe is clearly the most important software company in America, and therefore in the world in terms of our impact, simply to make money, and trying to call the AI revolution into question, where we have this anomalous numbers, 114, rule of 40, et cetera,
it just is super triggering because these people, they could pick on any company in the world. They have to pick on the one that actually helps people, that actually has made money for the average person, that is actually supporting our warfighters. Why do they have to go after us? And I'll tell you what, though, it's crazy motivating, because I'll tell you why the short sellers are constantly getting screwed by Palantir. Because every time they short us, we just are like tripling down on getting the better numbers, and part, honestly, to make them poorer. But okay, so the question of like the actual power of the business and what is it worth? I mean, at the end of the day, one of the things that is actually in the book, the biography, and that I actually think that you always have to ask is the person persuasive or are they right? And across all sorts of movements, political, I mean, you see this on the regressive part of the Democratic Party. We're about to probably have a complete disaster. I was born in New York. But if you actually said, do these things actually work? Everyone's like, of course I'm not going to vote for that. But instead they ask, does it work in theory? The theoreticians, you have to ask, how often have you been right? And Palantir is about pragmatic decisions that create unfair advantages for America and its allies. And on that, we've been right for almost 20 years on all major decisions. And I believe we'll be right going forward. Now, you could argue, I don't know, like they're constantly like, but they thought Palantir was overvalued at 10. They thought it was overvalued at 20. I'm not even here saying what the valuation is. I'm just saying, find a company in the world that has a rule of 114, that has US commercial growing at 121%, that aggregate growth in the US is 77%, that has throwing off free cash flow in a way that's anomalous, and that is fully aligned with our customers. And you figure out the value, but they're in the business of being skeptical and being wrong, and we're in the business of giving an unfair advantage to American workers, American warfighters, and our investors. Being short is... Значи, дечкото моментално се обидува со некаква си драма, да оправа дека наводно неговата компанија се е во ред, дека не е преценета, дека супер е тоа што расте, дека тоа е сосема нормално, дека тоа не е надвор од очекувањата и така натаму, но пак ќе напомене. Првата работа која што спомнавме е преценетоста на тоа моментално колку профит истите прават по акција, а колку кошта една нивна акција. Тоа што претходно го спомнавме во односа кој е нивниот профит, во односа нивната маркет капитализација. Нивната маркет капитализација е 400 милиарди долари, а профитот кој што го прават е 4 милиарди долари, што е 1%, не е ниту 1% од вкупната количина од маркет кап. Значи дека они на вистина генерираат екстремно мала количина на профит, а станува збор за некаква си драма од типот, па како смеат, па нас, па како не им е срам нас да ни ставаат шорт позиција. Прво, брат, те не е до тебе, ти не одлучуваш кој ќе ставиш шорт позиција. Второ, да се подсетиме уште една битна работа, значи ева го овдека повторно одговорот на Майкл Бури, дека буквално прво треба да зборуваме со конкретни економски податоци, а не со муабетот од типот ќе видите, само ставете шорт, ќе видите кога нема да ви успее, ќе видите цената на акцијата ќе продолжи нагоре, а гледаме дека економските показатели за оваа компанија зборуваат сосема поинаку. Уште една битна работа која што мораме да напоменеме овдека е ова е како да кажем, најжалниот дел моментално. Вика, моментално Palantir во февруари 2025 година аплицира, пазете ова, нивниот CEO, истиот тој Копук што моментално зборуваше како он се бори за секојдневните американци, аплицира за да продаде 1 милиарда вредни акции, уште пазете на почетокот на 2025 година, да продаде 1 милиарда долари вредни акции. Не заборавајте, ако он очекува дека овие акции ќе продолжат да растат, тогаш зошто истите ги продава? И ова не е само апликација, туку гледаме дека истиот тоа и го реализирал. Во 3 наврати, еве конкретно 3 наслови, во мај 2023 година, истиот Копук продава 50 милиарди долари вредни акции, во август продава 63 милиарди долари вредни акции и сега во ноември продава дополнителни 66 милиони долари вредни акции. 25 ноември пред само неколку денови. Зошто тогаш на телевизија излегуваш и кажуваш дека секој треба да инвестира во твојата акција, додека ти буквално продаваш од собствената акција? И е го потврдено уште еднаш, директно од АИ, да речем сумирано, дека буквално во последните во последната година дена, во 3 наврати, CEO на Palantir продава огромни количини на акции. И сега каде овдека е интересно дел? Дури во ноември 96 милиарди, значи има 96 милиони, има 30 милиони повеќе од тоа што е
во така речено последниот артикл, но не само он, туку погледнете, и останатите луѓе од неговата компанија продаваат. Во мај, кој да е овој Шанкар, 21 милион долари вредни акции, Стефан Коен во мај 43 милиони долари вредни акции, Алекс Мор 4 милиони долари вредни акции, верувам дека овдека многу фалат, но само сакам да ви покажам дека моментално сите луѓе во неговата компанија продаваат акции во текот на целата оваа година, а он зборува како луѓето треба да купат и како сите што ќе ставеле шорт се лажеле, ќе изгубеле и така натаму. И ево уште еднаш да се потсетиме, значи ова не доаѓа од било кој, ова доаѓа од најголемите играчи во оваа сфера. Самиот Сем Олтман зборува дека неговата компанија OpenAI нема да генерира профит, односно промет во следните 2-3 години. Што значи дека они и понатаму нема доволно средства за да можат да ги покријат сите овие работи за кои што зборувавме во првиот дел. И уште една работа. Целиот овој муабет за Bubble започна од моментот кога истиот Сем Олтман, кога беше запрашан за иднината и како планираат се тоа да го реализираат, дојде во ситуација да каже дека, па знаете што, ако нема доволно пари, тогаш не е проблем, како и другите компании, така и нас, американската влада ќе не извади, така речено, ќе плати, односно ќе направи бейлаут за нас, односно како што он сам кажа, вика би било единствен начин на кој што ова би било реалистично и може да се изведе од тој да речам големи очекувања кои што моментално ги имаме од оваа технологија е буквално владата на Мурика да застане во позадина самата технологија. Што значи дека на вистина ова не е само сомневање и на вистина може да настапи таков тип на бабл корективен период. Иако моментално не се овие компании во бабл, поголемите, како што веќе покажавме, иако пазарот самиот по себе не е на толку високи вредности, како што би требало да биде, споредбено со 2021-2007-2000 година, тоа не значи дека ваков тип на колапс, како на пример некоја компанија како Palantir би можела да предизвика соодветна корекција која што би предизвикала и bear market. Но не очекувам Black Swan настан од аспект на 2007 и 2000 година. И да се потсетиме, и во најлоша можна ситуација во која што потенцијално би добиле ваков тип на Black Swan настан, да не забораваме дека најголемите корпорации кои што денеска ги има во светот потекнуваат токму од колапсот во 2007 година и денеска се најголемите гиганти во светот. Што значи дека во вакви ситуации ние не мораме тоа да го гледаме како драстична промена од типот тоа е крајот на светот, напротив, ова предизвикува големи шанси, големи на некој начин можности на секојдневните луѓе да влезат во овие проекти во кои што на некој начин ги промашиле во последните 1, 2, 3 бул маркети. Па затоа пак ќе напоменам, ваква ситуација би препорачал да не го гледате ова како крај на светот, туку да го гледате како потенцијална опција за евентуално инвестирање во иднина, доколку на вистина добиеме корекција на овие најголеми корпорации во светот, а и на вистина е иднината, сакале ние или не, тоа е очигледно. Од друга страна, повторно, и да не се оствари фактот дека ваквата технологија ќе има промена во светот и ќе направи големи напредоци во секој аспект на технологијата е повеќе од јасен, иако не можеме да знаеме со сигурност, се повеќе изгледа дека тоа на вистина е иднината. Што значи дека дури ако добиеме корекција, очекувам дека таа корекција ќе биде краткорочна, не очекувам дека ќе биде ништо големо, а во ист момент очекувам дека ваквиот bear market би бил сосема нормален за на некој начин да се намалат вредностите на овие акции, но пак, уште еднаш, тоа е доколку имаме колапс на некоја компанија како Palantir. Воспротивно, макроекономските појави понатаму покажуваат дека банана периодот се уште не се реализирал. Посебно кога пред нас доаѓаат периоди на quantitative easing и намалување на каматните стапки. Затоа, според мене, ние и понатаму продолжуваме со акумулација, иако не сме директно инволвирани во AI секторот, тоа не го менува фактот дека очекуваме дека и понатаму има зелени денови во овој bull market на секој од овие сектори. И за крај, како и секогаш, доколку не сте станете дел од нашата Patreon заедница, значи оваа мала членарина ни помага да можеме да рекреираме оваа материја за вас и да можеме да работиме постојано на македонското население, да му донесеме писменост во однос на финансии, макроекономија, геополитика и блокчейн технологија. Дополнително од овие средства ги плакаме нашите админи, креираме митапи, креираме македонски криптоконференции, како и досега, а воспротивно за сето она што моментално ќе ни помогнете финансиски аспект, добивате пристап до нашите чатови,
тоа е место каде што многу како нас придонесуваат со своји информации, со своја едукација, значи размена на информации, нормално тоа е најбитниот момент кој што го имаме на Patreon заедницата. Имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Дополнително имате лайвстрим кој што еднаш месечно го организираме само за нашата Patreon заедница, како и сите овие офлайн материјали кои што моментално ги снимаме, како и овој што е моментално сега. Прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, потоа ги објавуваме на сите наши социјални мрежи и канали. Дополнително да подсетиме дека линкот до Patreon заедница да може да го најдете во секоја дескрипција на секое видео кое што моментално е споделено, а во случај да сакате да го платите вашето членство на годишно ниво со мал попуст, како што може да видите поголемо Patreon, колку што може максимум да дадеме на Patreon, значи даваме 30% во крипто, тоа може да го направите преку следење на информациите на овој слайд. И нормално само пишете ни на cryptogamiji@gmail.com ако сакате некоја друга валута, ќе ви помогнеме да го реализирате тоа така. Ви благодарам за поддршката, се гледаме во следното видео. Поздрав од Crypto Gamiji. Listen up, class is in session tonight. Crypto Gamiji here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the verse. Blockchain technology, decentralized and true, not just speculation. Knowledge carries you through. Crypto Gamiji teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Gamiji setting knowledge free. Crypto Gamiji teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Gamiji setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Gamiji keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seas, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Crypto Gamiji, your educational guide through